Советниците на општина Тетово денеска ја одржаа 17-тата седница. На дневниот ред се најдоа вкупно 11 точки, меѓу кои предлог заклучок за овластување на градоначалникот на општина Тетово за изработка на физибилити студија за јавно-приватно партнерство за изградба и одржување на нов објект на општина Тетово, како и предлог финансиски извештај за работењето на јавното предпријатие Градски паркинг Тетово и јавното комунално предпријатие Тетово. На дневен ред се неколку точки кои се во интерес на граѓаните и на градот. Предлог заклучок за овластување на градоначалникот за изработка на една физибилити студија за ЈПП за изградба и одржување на новиот објект. Исто така на ова седница ќе се гласа предлог одлука за прифаќање на донација од две компании, значи Морана и Проинженеринг од Желино, се работи за изградба на бунар за вода за пиење во село Фалиште од капацитет од 20 литри вода во секунда во вредност од скоро 2 милиони денари. Пред неколку денови бевме во селото Фалиште заедно со градоначалникот и го ставиме во функција овој бунар. Со оваа инвестиција решивме проблем кој траеше 15 години на овие селани, значи на селото Фалиште и Сарачино. Советниците одлучуваа и за усвојувањето на годишна програма на Општинскиот совет за превенција на детското престапништво во општина Тетово за 2023 година. Тука сме да се усвои годишната програма за правда на децата. Инаку работиме мултисекторски, вклучени образовниот систем, центрите за социјална работа, Министерство за внатрешни работи, Основно јавно обвинителство и Судскиот совет. Превентивно да се делува, што повеќе на некој начин да се заштитат и децата во ризик, односно децата во суdir со закон. Како мерки и активности, значи планираме и веќе почнавме со запознавање на директорите од средните училишта, запознавање на стручниот тим кој што работа во училиштата, основни училишта и средни училишта, како и запознавање на класните раководители. Превентивно да се делува на некој начин повеќе да нема деца во суdir со закон и деца во ризик.